Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господу, чисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, святи посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесех, да святи имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко то есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ти единствен Творецу, koji se od laboka, mudrost čovekoljubivo ureduvaš se i nasite im davaš se što je polezno. Upokoj gi, Gospodi, duši te na Tvoj te rabi, zašto pred Tebe, Tvorec, Ti sozdatelj od i Bog naš, ja položija svoja ta nadež. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo veki vekov. Amin. Tebe te imame i tvrdina i pristanište i blagoprijatna molitvenica pred Boga, kogo si go rodila, Bogorodice beznevesna, na verni te spasenije. Blagosloven jesi, Gospodi, naučim ja opravdanijem Tvojim, svятых лик обрете источник жизни дверайскую, да обрящ tu яс путь покаянием, погибше овча сам, возовим я спасе и спасим я. Благословен еси, Господи, научим я оправданием Твоим. Aganca Božija propovedavše i zaklanibivše jakože aganci, ih žiznine stare mesjati, i prisnosušne i prestavalše sja. Togo priležno mučenici molite, dolgo razrešenije nam darovati. Blagosloven si, Gospodi, nauči me na Tvoje te zapovedi. Ti koji nekogaš od ništo si me sozdal i si me udostojil so Tvoj od božestveno obraz, a zaradi prestapuvanje to na zapovedite, pak si me vratil vo zemljata. Od koja be vzemen, izdigni me na ta podobnost, da mi se vospostavi stara ta ubavina. Blagosloven si, Gospodi, nauči me na Tvoje te zapovedi. Upokoj gi, Bože, Tvoj te rabi, postavi gi, kaj što se horovite na Tvoji te sveti, Gospodi, i pravednici te svetat kako svetila. Počinati te Tvoji rabi u pokoji, prizivajki gi site, poroštevajki gi site, nivni sogrešenija. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Trojnata svetlina na jedinstveno to božestvo blagočestivoja peme izvikuvajki. Sveci Oče bespočeten, Sine so bespočeten i božestven duše, osvetline na što soverati služime, izbavi ne od večni otogan, i ninje i prisno i vo veki vekov. Amin. Raduj se, čistaja Boga ploti, uročaja vo spasenje vsek,
Juže rod človečeský obrete spasenije, Тобою да обрящем рай, Богородице чистая, благословенная. Аллилуйя, 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 слава Ти, Боже. Помилуй не Боже, по Твоята голема милост, Ти се молиме, чуй не и помилуй, уште се молиме за упокоjenje на душите на починатите раби Божи, кои што почиваат овде, и да им се прости всякое прегрешение, волно и неволно, та Господ Бог да ги всели нивните души там, где што почиваат праведниците, милост Божja, Царство Небесно и прошка на гребовите от Христа, безсмъртниот Цар, и Бог наш просиме, зашто Ти си воскресение, живот и покой, Христе Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме, со безпочетниот Отец, со пресветиот благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Упокой ги, Спасителу наш, со праведните Твоите раби, и всели ги во Твоите дворови, како што е напишано, презирајки ги како добар нивните прегрешенија, волни и неволни, и сите свесни и несвесни, човеколюбче. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Ти кој од дева му засветли на светот, Христе Боже, и кој преку неја не покажа синови на светлината, помилуј не. Нема свет како Тебе, Господи Боже мој, која подигна силата на Твоите верни, и не утврди благи на каменото Твоето исповедание. Навистина се суета, животот е сенка и сон, таа напразно толку се потресува секој човек роден на земјава, како што вели Светото Писмо. Кога светот ќе го придобиеме, тогаш во гроб ќе се вселиме, кај што се заедно царевите и сиромасите. Зато, Христе Боже, починатите Твои раби упокој ги, како човеколюбец. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Всесвета Богородице, за време на мојот живот не оставај ме, на човечко застапништво не предавај ме, но Ти самата застапи се и помилуј ме. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост, Ти се молиме, чуј ни и помилуј, уште се молиме за упокоjenje на душите на починатите раби Божи кои почиваат овде, и да им се прости секој прегрешение, волно и неволно, та Господ Бог да ги всели нивните души там где што почиваат праведниците. Милост Божја, Царство Небесно и прошка на гревовите од Христа, безсмртниот Цар и Бог наш просиме, зашто Ти си воскресение, живот и покой, Христе Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Отец и пресветиот благиот и животворен Твој Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Со светите упокој ги, Христе, душите на Твоите раби, кај што нема болка ни тага, ни воздишка, но живот бесконечен. Само Ти, Боже, единствен си безсмртен, Ти кој си го створил и создал човекот, а ние пак земните. Од земја сме создадени, во земја ќе се вратиме, како што си заповедал кога си не создал и си рекол, земја си, во земја ќе се вратиш, кај што сите луѓе ќе појдеме. Надгробно еридание творяще песан, алилуја, алилуја, алилуја. Да внимаваме мир на сите, прокивен глас шести,
Blaženi su oni što si gi izbrali privel Gospodi, душите нивни ќе бидат населени на добро место, премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита да внимаваме. Браќа, како што за Исуса се проповеда дека воскресал од мртвите, како тогаш некои меѓу вас велат дека немало воскресение на мртвите, а штом нема воскресение на мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. Ако пак Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата проповед и празна е нашата вера. Прито ако навистина мртвите не воскреснуваат, ние излегуваме како лажни сведоци Божи, бидејќи сведочиме за Бога дека го воскреснал. Отако мртвите не воскреснуваат и Христос не воскреснал, ако пак Христос не воскреснал, суетна е верата ваша, вие сте уште во своите гревови. Тогаш и оние што умреле за Христа загинале, и ако само во овој живот се надеваме на Христа, тогаш сме ние најбедни од сите луѓе. Но ете Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за умрените, бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек. И како што по Адама сите умираат, така и во Христа сите ќе оживеат. Алилуја, алилуја, алилуја. Премудрост простум да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ќе се чита од Светото Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме. Рече Господи, јас сум лебот на животот, кој доаѓа при мене нема догладни, кој верува во мене нема никогаш дожедни. Но ви реков дека вие ме видовте и пак не верувате. Се што ми дава Отецот ќе дојде при мене, а кој доаѓа при мене нема да го испадам надвор. Оти слегов од небото не да ја извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот кој што ме прати. А волјата на Отецот кој што ме прати е ова, од се што ми дал да не погубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. Волјата на оној што ме испрати е секој што ќе го види Синот и поверува во Него, да има живот вечен, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Со душите на починатите праведници, Спасителу, покоја душата на Твоите чеда, прибирајќи ги во блажен живот, кој е во Тебе, човеколюбче. Во Твојот покој, Господи, кај што сите свети се упокојуваат, упокој ги душите на Твоите раби, зашто Ти си единствен човеколюбец. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Тие си Бог сушеди уадиузи оковани и разрешиви, сами душу раб Твоих упокој, и нине и присно и во веки веков. Амин. Едина чистая и непорочна Дево, Бога без семене рочая, моли спасти ся души. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост, и се молиме, чуј ни помилуј, ще се молиме за упокојение на душите, на починатите раби, знаени и незнаени, да им се прости секое прегрешение, волно и неволно, да Господ Бог да ги всели нивните души там, каде што почиват праведниците, милост Божја, Царство Небесно и прошка на гревовите, од Христа безсмртниот Цар и Бог наш просиме. Господу помолим ся, Боже, на духовите на секое тело, кој си уништил смртта и ѓаволот си го сотрел, на сето си му дарувал живот, сам Ти, Господи, упокој ги душите на починатите Твои чеда, знаени, незнаени, во место светло, место блажно, место мирно, кај што нема никаква болка, жал и воздишка, и како добар и човеколюбец Бог, прости им секој согрешение направено од нив со збор, дело или помисла, зашто нема човек кој ќе жива да не сгреши, бидејќи Ти си Господи единствен без греф, и Твојата правда е вечна правда, и Твоето слово е вистина, зашто Ти си воскресение, живот и покој. Христе Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Отец, пресветиот благи и животворен Твој дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Премудрост Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскресе од мртвите и владе над живите мртвите, по молитвите на Света Пречиста Мајка, на преподобните и богоносиоци наши, на сите свои свети, душите на починатите свои чеда, знаени и незнаени, да ги вселим на селбите на праведниците, да ги упокои во лоното на Авраама и кон праведниците да ги присоедини, и нас да не помилува како добар и човеколюбец. Амин. Во блажена смрт дай им, Господи, вечен покој, и направим вечен спомен, вечная памјат
Вечная пам'ять, вечная пам'ять. Молитвами святих Отець наш, Господи Ісусе Христе Боже наш, смилувайся на нас, амин. Бог да ih прости, дай покой да си најдат и Бог да им прости и нив и нас се, што оно што сме грешеле, бидејќи единствено те тој прошка. И нека им е слава и спомен. Balkanskim i Prvom svetskom ratu je urađeno. Ovdje nisu pobijeni odrasli ljudi, nevini. To je zločin i njih kad ubijete, bez ružje. Ovdje su ubijena deca sa 16, 17 i 18 godina. A bili su razoružani i predali oružje nekoj vojnoj jedinici. Čutali smo 70 godina. Poštovani, teško je danas stajati ovdje pored ovakvog spomenika koji sam po sebi predstavlja grobnica 400 dečaka koji su bili davne 1915. godine zarobljeni kod Svetog Nauma
od strane bugarskih zločinaca i agenture i dovedeni u ataru sela Oravne kod same crkve Atanasije i tu na svirepi način ovako zaklani. Ovaj spomenik treba da predstavlja mesto gde treba svi mi da se okupljamo i svi kao simbol pomirenja između naroda. Znači, bez razlike ko je tu bio kao pogibljen te godine, tu treba da dolaze i svi Srbi, svi Makedonci, svi Bugari, sve nacionalnosti, sve veroispovesti, jer ovaj spomenik ovde treba da predstavlja jedan spomenik pomirenja, mesto gde mi i ceo sve treba da dolaze i da se poklanjaju i da pamte ovakve zločine, da se nikad više u budućnosti ponavljaju na bilo kom delu ovog sveta. Stvarno je teško stajati ovde, a uzdržati se i da čovjek bude jak, da ne pusti ni jednu suzu kad je sam taj čin koji je tu, kad se zna da su na ovom mestu ukopana 400 dečaka. Jedan je preživeo te davne 1915. zahvaljujući jednog žitelja sela Velestova, spasio ga sa svoj magarac, odveo ga, negovao ga je i poslao ga u Srbiji i nakon toga oni su se pobratimili i za celog života oni su se posećivali dok su bili živi. Da to bude primjer kako mi treba svi zajedno da se poštujemo, da poštujemo naše različitosti, da poštujemo veroispovest. Ovde sa nama su i naši prijatelji Turci koji su i muslimani, znači bez razlike na ovaj spomenik i zahvaljujemo se u ovom trenutku. Ovaj spomenik, kako što sam rekao, treba da bude mesto okupljanja svih nacionalnosti i svih veroispovesti i da dolazimo ovde i da se sećamo njihovih života. Zahvaljujem.